Добро утро и од мене. Верувам дека денес празнично сме расположени и многу ви благодарам што сте заедно со утринската програма на Алфа телевизија. Утрово ќе пливаме кон успес и се во знакот на водици, богојавление, Бог се јави и дозволете од студиото да ви ги представам и лично младите надежи, шампиони, прваци кои што пливаат, кои што се дисциплинирани и кои што и како што можете да забележите на масата пред мене, дека носат успеси за нашата земја. Со мене во студиото се Андреј, Калина и Петар, младите пливачи од пливачкиот клуб Вардар 2018. Добро утро, драги мои, и добре дојдовте во студиото. Благодарам што ја прифативте поканата со цел денес да ги покажеме вистинските вредности на младите луѓе и патот по кој што треба да одат и како една држава, како Македонија, треба да биде горда на вас. Добро утро, добро најдобро. Ви благодарам и ајде да започнеме. Секој поединечно да ми каже, прво, вие сте се уште малолетни, учите Калина во основно училиште, вие сте во средно училиште. Каде учите и од кога започнавте да се занимавате со овој спорт? Јас почнав да се занимавам од мојата 6-годишна возраст. Тренирам веќе 10 години професионално пливање во пливачкиот клуб Вардар 2018 со нашиот тренер Горан Стаменов. Ке го поздравиме. Да го поздравиме, да. Бошко Томовски, Ертан Ибраим и останатите помошни тренери. Учам во средното образование Методи Митовски Бричо. Тоа е физкултурно, средно физкултурно. Да. И так. Калина, ти? Па јас исто започнав од негде 6-7 година и исто тренирам од почетокот во Вардар 2018. Учам во школото 11 октомври, уште сум во основно 9-то. Во најубавото училиште учиш, така? И верувам дека имате напорни тренинзи и токму затоа тие мора да им се заблагодариме на наставниците бидејќи имаат во предвид кога отсуствуваш од настава. Да. Имаат разбирање. Да. Така. И уште Петар? Јас тренирам од мои 5 години. Тренираме напорно, тренираме секој ден. Учам во средното училиште Методи Митовски Брицо физкултурно и се надевам оваа година дека ќе биде најуспешна во сега. Така, сите се надеваме и убаво е кога имаме надежи, желби и предизвици. Меѓутоа, вие ми кажавте и дека јас ве прашав колку пати неделно тренирате, а вие ми велите 2 пати во текот на денот. Тоа е малку или многу? За мене вака, како непливач, е многу. Да, можеби е многу за тие што не се занимаваат со пливањето професионално, но за нас тоа е нормално. Тренираме 9 пати неделно, понеделник, среда и петок 2 пати дневно, останатите денови еднаш дневно пливање и имаме и теретана. Во склоп на пливањето? Во склоп на пливањето, да. Исто така сега како се спремаме за репрезентативниот надпревар кој што е во април во Прага. Моментално сме во база и се надеваме дека ќе настапиме на тој надпревар како што треба. Таа ни е сега моментално главен пик оваа година. Так, и затоа и напорно. Иако бивте на распуст, еве денес е последниот ден од распустот, веројатно вие трениравте, за вас нема застој. Направивме пауза за новата година, божикните празници и по завршување на нив одма почнавме со тренинзите. Не може како сите млади малку да се опуштите, излегување во град, останување до доцна, седење по кафичи и слично? Па може малце, но Ама не оди некако со ова напорно вежбање и ова темпо што го имате. Да, кога правиме пауза, сепак може малце да се најде место и за друштво и за све. Тоа е 2 пати во месецот. Кога тренираме, сварано. Затоа се смета дека пливањето е спорт со најголема дисциплина. Во секој спорт треба да е човек дисциплиниран. Кажете ми, што се имате освоено? Еве, сите повеќе од 10 години тренирате. Да. Чиви се овие награди? Каде се, која земја се ја имате освоена?
Па ете јас на пример за мене имам освоено пехарот интернационалниот натпревар Бања Лука Опен во Бања Лука за најдобар пливач во мојата категорија. Исто така имам освоени и пехари во нашата држава за најуспешен во мојата категорија. Имам исто и многу медали, околу 200 медали. Околу 200 медали? Да. Тоа е навистина многу. Да. Браво, Калина, ти? Па јас имам освоено на пехари во нашата држава, најмногу на државните првенства. Годинава земав една во моја категорија и еден во погорната категорија. А што значи таа моја категорија? Во кои категории вие тренирате? Па јас сум постар пионер и се надпреварувам само со моје годиште и една година помали. И плюс земав во 2009 и 2010, тоа е една категорија погора. За... Кадети. Да. Има 4 Ете тоа објасни ми, да? 4 возрастни категории, помлади пионери, тоа се деца родени 2014 и помлади. Имаме постари пионери 2011 и 2012. Имаме кадети 2009-2010. Имаме младинци 2008-2007 и апсолутна 18 години и нагоре. Вие сте таа сега следна, Па, нели кога ќе наполните Ние сме младенци. Сега сте младенци да. се уште. Како младинец, што имаш ти освоено, Петар? А јас последниве 2 години покрај базен почнав да пливам маратони. Маратоните се на отворени води, на езеро, на море. Последниве 2 години имам освоено доста и на базен и на отворени води. Едни од најголемите успеси ми се Медитеранските игри оваа година. Освоив прво место и прв Каде пат се случува? во Кипар, во Протоарас, Кипар. Аха, во октомври беа тие? Да, октомври негде. И таму усвои главно место, мислам прво место. На трка на 7,5 километри. И таа Гордост. беше многу значајна трка и многу бев горд на трката, поготоа што победи в резултатации како што се Италија, Франција, Израел и така натака. Сигурно се горди за вашите родители да ни права муавет, но и во клубот и во училиштата каде што учите. Да. Сигурно ова е голем успех, но најважно е да си бидеш задоволен сам со себе, како што ете ви дава поттик уште повеќе да се трудите понатаму. Иако како и во секој спорт тешко е одржувањето, нели? И скап спорт е пливањето. Колку вие всушност се трудите и колку тоа е оптеретување за домашниот буџет? Еве, за сите оние кои што имаат деца и сакаат да ги запишат на пливање, пред се за здраво да живеат, како спорт. Пливањето претежно е скап спорт. Ние како професионалци до сега нашите родители многу вложувале во нас за да ете успееме, направиме некој резултат. Што значи тоа вложување? Тоа значи месечна чланарина? Месечна чланарина, суплементи, надпреварите сами си ги плаќаме. Сами, тоа не е Сами. финансирано од Не е државата. финансирано. Имавме некој, да кажам, некоја помош, но тоа беше можеби еднократна помош. Но сега вака конкретно не добиваме поддршка од државата. Исто така секој месец сами си плаќаме чланарина за базенот, влезовите, сами ги финансираме нашите родители. За да отидете на некој надпревар меѓународен, нели сакате, се пријавувате, сте подготвени и слично, колку треба да платат еве вашите родители, бидејќи велите од државата ова не е покриено? Епа, зависи дали одиме како клуб или дали одиме како Индивидуално. репрезентација. Аха. Како репрезентација треба да ни е платено, ама до сега ни било платено како дали 5 пати. И тоа е доста поскапо. А кога одиме со клубот, тогаш е поевтино, но сепак пак сами го финансираме сето тоа. Велите, пливањето е тежок спорт. Тежок, захтевен, да. Зашто? Ако се ужива во нештото, зашто тоа мора да е тешко? Па, ние тоа го правиме со љубов кон пливањето, на еден начин да успееме во тоа што го правиме, но ете, има многу одрекувања од дружбата, од излагањето,
но Напорни вежбања, напорни тренинзи. тренинзи, да. Дали треба посебна исхрана за професионален пливач? Велите имате суплементи. Што треба да конзумира еден професионален пливач? Па да, исхраната е една од најбитните фактори. Покрај спиењето и тренингот, опоравувањето, исхраната е многу битна. Ние се храниме според нутриционисти, професионално, и мислам дека тоа е многу битно и за секој ден, и за тренинг, и за секој човек што не се бави со пливање. Исхраната е многу битен дел од животот. Така, значи секој ден мора да ви почне здраво, тоа го правите и со тренинзите, потоа и да ви заврши здраво. Драго ми е што млади луѓе, волку млади како вас, живеат здрав начин и тоа е еден добар пример да покажеме на сите оние кои што не гледаат денес како треба да ги издигаат и развиваат своите деца. Сега, денес е 19 јануари, еден убав христијански празник, Водици Богојавление, кога се фрла крстот во светите води и нели се оно што ќе го фати символично се смета дека ќе биде најсреќен во годината. Вие имате услов, односно немате години за да се надпреварувате во тој чин. Меѓутоа, вие некаков предизвик и дали има поврзаност она физичка подготвеност со скокањето во водите за да се фати крстот? Треба ли да се физички подготвени? Дали сите што скокаат сметате дека се физички подготвени за пливање? Сметам дека не сите се можеби физички подготвени, но ете верата, мирот кој што ја дава водата, ете на некој начин ги поттикнува да се фрлат по крстот. И би рекол дека може не секој е физички подготвен да се фрла по крстот. Значи, не мора многу физички како вие што тренирате, доволно е желбата, волјата и верата. Вие во што верувате? Кои се вашите граници кога сте во вода? Што размислувате вие кога сте, во вашата средина, вашата природна средина? Јас во вода секој тренинг, секој ден се трудам да бидам подобар од вчера, се трудам да бидам подобар од мене претходно и да ги гурнам моите граници што можам подалеку. Дали пливањето може да помогне за подобар начин на живот? Па да, сигурно може да помогне, затоа што ствара рутина, ствара секојдневна навика, секој ден сме на базен, секој ден го живееме истото и се ствара просто една рутина на живот. Кога би имале можност за избор, дали повторно би го одбрале овој спорт или ви интересира и нешто друго? И што освен пливањето друго ви интересира? Еве зимските денови, поготово сега овој период скијање. Да, одите на скијање. Тоа се смета дека ако те бива за еден спорт и за другите спортови секако добро ќе се снајдеш. Да. Така? Сите скијате? Не, ако конкретно не се занимавам со скијање. Обично ете кога немаме тренинг, сакам да се подружам со другарите, да излезам. Летниот период го користам да отидам на одмор. Тоа. Така. Да. Еве, кога ќе ја добиете наградата, кога ќе се вратите со пехар дома, што ви велат родителите? Па, моите родители секојаш се горди со мене. Секој потек, секој успех кој ќе го постигнам дали во пливањето, надвор од пливањето, ме поддржуваат, ми даваат поддршка во тоа што го правам, исто така и нашите тренери кои што се главен фактор за нашиот успех. Сметате дека тие се главниот двигател, дека без нив немаш овој успех да го постигнете? Да, не со они сигурно не би биле каде што сме. Бидејќи тие го прават целиот тренажен процес, сите надпревари, све они договараат и многу е битно односот према тренерот, како го доживувате, како се комуницирате со нив. Да, како го доживувате вие односот кон тренерот и како тој се однесува со вас? Па секогаш треба да бидеме отворени кон него, да разговараме, да комуницираме, да ги кажуваме нашите, да комуницираме за
тренингите, за тоа што ни пречи, дали е во пливањето, надвор од пливањето. Тешкотиите. Да бидеме на еден начин отворени кон нив. Како другари. Да, како другари. Велите, пливањето е тежок спорт, затоа што е индивидуален, односно се надпреварувате како единки, а не како екипа. Па да. Еве, ракометот е екипен спорт и одговорноста ја понесуваат сите играчи на теренот. А вие сте сами за себе кога пливате и целата одговорност е само на вас. Па да, секој се бори сам за себе, кој вложил најмногу труд, тој ќе победи, треба да секој игра сам за себе, но има и кога сме надпреваруваме заедно, тоа се штафети, тоа се по четворица и тогаш заедно се надпреваруваме за клубот, но сепак главно се надпреваруваме сами за себе. Сите категории на пливање ги учите таму? Или има ли некоја најтешка дисциплина во пливањето? Во пливањето постојат 5 дисциплини. Краул, делфин, грбно, градно и мешано. Мене конкретно основна дисциплина ми е краул. И секоја дисциплина е тешка на свој начин, нема некоја што е најтешка, секоја е тешка на свој начин. Јас мислам дека балерината кога ќе застане на сцена, таа танцува и дека ужива во тоа, така сум ги доживувала и пливачите дека тие уживаат во водата. Да, сигурно дека уживаме, но сепак И ништо не е тешко. Така. Меѓутоа сепак и ги охрабриме младите. Што ќе им кажеме на дечињата што сакаат да пливаат и да живеат здраво? Тоа е еден од најздравите спортови, се губат од 200 до 400 калории при половина час пливање. Па јас би им препорачал на младите да ги поттикнам, да им дадеме прилика да се бават, да пробаат ако не со пливањето, со било каков спорт, бидејќи како пливањето е еден од најздравиот спорт, ги развива мускулите. Со тоа што го развиваме нашето тело, го развиваме и менталниот склоп и начинот на размислување, да секој ден да пливам повеќе секој метар, да се борам со водата, со што ќе ми помогне исто така и во животот. Така. Ви посакувам се најубаво во животот, да донесете уште повеќе пехари и ве чекам на следно гостување. Поздравете го тренерот и многу успеси и индивидуално и екипно во плевачкиот клуб Вардар 2018.